Почитувани, ви благодариме што сте со нас, вашите домакини Јони, Бети, Треновски. Се надеваме дека ќе останете со нас се до крајот на денешнава емисија. Мило ни е што сте се одлучили и денес да го изберете вистинското место, вистинската фреквенција од 88.1 FM на радиото RDJ, како и социјалната мрежа Facebook. Токму така, почитувани, вие сте на вистинското место на 88.1 FM на радио 2 RDJ, но и на социјалната мрежа Facebook, која преку профилите на Македонски корен и профилите на Јон Треновски и на Бети Треновска ви овозможуваме визуелно да не следите. Се надеваме дека ќе успееме да ве убедиме дека не сте погрешили што сте се одлучили денес да бидете заедно со нас. Почитувани, во следниве 30 на минути ќе другаруваме и со господинот Страшо Ангеловски, председател на политичката конзервативна партија МАК. Се гледаме, верувам и се слушаме. Добро ви утро и добро ни дојдовте на уште една заедничка средба на македонски корени. Господине Ангеловски, ни причинува задоволство и чест што сте повторно заедно со нас и со сите оние кои во овие моменти не слушаат и следат. Добар ден, се надевам дека е се во ред, дека добро се слушаме, дека техниката овој пат еве успеавме да ја совладаме и на почетокот вам и на сите кои не гледаат да им го честитам денешниот голем ден Свети Наум Охридски и да ги поздраваме сите македонци ширум светот кои денес другаруваат со нас. Честит празник и на вас. Се слушаме одлично, возвратени честитки до вас. Добро ви утро и од мене, господин Ангеловски. Се надеваме дека и овој пат, како и во претходните, ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите оние кои што во овие моменти се со нас. Меѓутоа, ќе ги задоволиме и очекувањата и на оние кои што покасно ќе не слушаат и гледаат. Така, ете, останува на вас да ги поставувате прашањата. Јас сум тука, знаете, како и секогаш подготвен наискрено, онака како што треба на македонски да ви одговорам, онолку колку што можам, она што умеам и она што сакам да го кажам и она што треба да го слушнат македонците ширум светот. Пред да го поставам и првото прашање, сакам да ми помогнете да расчистам една дилема доколку можете. Јас за време на моето школување посетував настава скоро секој ден и не памтам дека сум изгубил час од географија и историја. Пред некој ден бев шокиран, толку пораснав голем, а да не знам дека во Македонија имало нов град. На една табла видов како премиерот го представува тој град и прво бев збунет дали се работи за Кушаново, Кутаново, дали не го променаа можеби некој град, дали вие случајно знаете дека е некој нов град или пак го променаа името на градот Куманово? Знаете, имаше на времето една шега, кога некој италијанец се возел со воз и кога пристигнал пред Куманово, прочитал напишаното на кирилица Куманово, тој го прочитал Кимахобо и вели, леле, мајко, Централна Африка, стаса во Африка. Но да ја оставиме шегата настрана, јас ова го прокоментирав во една моја колумна, во последната моја колумна го прокоментирав дека дури и таблата на која пишуваше Зоран Заев се зацрвени од срам заради неговата неписменост. И токму заради тоа и заради многуте гафови кои тој човек веќе од ден во ден, па дури по 2 и по 3 гафа дневно успева на македонската јавност да ја приреди, јас по урнекот на 14 републикански конгресмени од Америка кои побараа испитување на когнитивните способности на Џо Бајден заради неговите гафови и заради неговата неспособност веќе која е очигледна да ја води државата, по урнекот на тие 14 конгресмени побарав од Зоран Заев исто така да ги испита своите когнитивни способности и она што како резултат ќе го добие да го представи пред македонската јавност за неговото ментално и интелектуално здравје. Се друго сметам дека во овој момент е веќе далеку од умот човек кој дури ја покажува ајде што
му покажа на целиот свет колку добро и течно ги владее странските јазици, како што е српскиот и англискиот, сега дури ја покажува и својата целосна неписменост и токму затоа потребно е веќе, конечно дојдено е време да се испитаат неговите ментални и интелектуални способности, што ќе рече да не биде тоа осамен случај, туку во иднина секој оној кој ќе доаѓа на власт, секој оној кој ќе сака да раководи со државата, ќе треба навистина пред македонскиот народ да ги покаже резултатите од испитувањето на менталното и интелектуалното здравје. Ви благодарам што ми ја расчистите дилемата, значи нема друг град, него се работи за Куманово. Пред некоја недела македонската јавност беше шокирана од информацијата дека државата не е способна да издаде свидетелства, патни исправи за странство, лични карти и регистарски таблички за возилата. Иако поголемиот дел од овие документи всушност се државни документи и се во сопственост на државата, како на пример во пасошите е потенцирано дека се во сопственост на државата. Личните карти ги издава државата, исто како и регистарските таблички. Господин Ангеловски, кога државата не е во можност да ги издава овие документи, дали тоа всушност значи нејзино своевидно откажување, односно постепено згаснување на нејзините функции? Дали со ова се отвора можеби и можноста да дојде до друга држава, сосема различна држава од досегашнава, ајде да бидам малку и попрецизен, дали се ова води кон згаснување и постепена поделба, односно федерализација и можност на федералните единки да се приклучат кон некоја од соседните држави, создавајќи од нив нови држави, односно големи држави, или ова да го ставиме како предупредување што може да не се случи ако навреме македонскиот народ, ние сите, не се освестиме кого го носиме на власт, или пак сето тоа беше само случајно така? Знаете, може да се овие случувања може да се наблюдуваат од два аспекти. Првиот аспект е она што значи корумпираност, она што значи криминал. Тоа ќе рече дека и во однесувањето на МВР кон граѓаните, односно обезбедувањето на возачки дозволи, таблички, пасоши и сето останато, се работи на криминал, на тендери кои се местат за да се добиваат одавде или оданде, за да се печали повторно на грбот на граѓаните, со неправилни, со криминални тендери да доаѓа до печалба на одредени луѓе од врвот на СДС. Тоа е она околу криминалот. Вториот аспект на наблюдување е токму оној за кој прашувате. Македонија, за жал, во овој момент е една од трите европски држави која станува нефункционална држава. Тоа се покрај Македонија уште Украина и Босна и Херцеговина. Меѓутоа, додека Босна и Херцеговина, да речеме, се роди како мртвороденче после тој Дејтонски договор, Македонија се роди како исклучително здраво бебе, како многу жилаво и напредно бебе. Меѓутоа, за жал, во изминативе 30 години, ние тоа бебе го дававме во рацете на неспособни бабици, го дававме во погрешни раце, тие го испуштаа од раце и така денес дојдовме во ситуација државата да не стане нефункционална, а нефункционалните држави се неотпорни на поделби, се неотпорни на надворешни влијанија. Нефункционалните држави дури представуваат лесен плен за соседите, представуваат лесен плен за оној кој има зацртани намери да ја изврши поделбата на Македонија. За жал, ние сме сведоци дека се она што во моментов се случува, а кое е поттикнато од бугарска страна, како да води кон распад на Република Македонија, како да води кон желба да се подели државата меѓу, ќе бидеме отворени, меѓу Албанија и Бугарија. Јас во еден момент кажав дека откако Македонија стана членка на НАТО, дека овие аспирации стануваат се повидливи, се појасни, затоа што во моментот откако ние се наоѓаме во НАТО друштвото, од тој момент веќе поделбата на Македонија би било внатрешно прашање на земји членки на НАТО. Ние ниту ќе имаме право, ниту ќе имаме можност да побараме заштита од било кого надвор од НАТО друштвото, затоа што кој и да се замеша од надвор, која и да е од светските сили,
надвор од НАТО, ако се замеша во поделбата на Македонија, тоа според членот 5 на статутот на НАТО ќе значи напад врз сите земји членки на НАТО алијансата. И од тука ние ниту ќе можеме да побараме меѓународна помош доколку дојде до, не дај Боже, федерализација, а потоа и поделба на Република Македонија. Господине Ангеловски, неодамна председателот на Македонската комисија, она која разговара со бугарските историчари за некаква си ревизија на историјата, господинот Драги Ѓоргиев, во едно интервју на Канал 5 изјави дека Бугарија, односно бугарската администрација, не била окупаторска, односно фашистичка. Оваа изјава помина некако незабележена во македонските медиуми. Како ќе ја прокоментирате неговата изјава, како несрекна или пак како пробен балон? Знаете, во последно време, не само во Македонија, туку се врши обид да се изврши ревизија на фашизмот и на фашистичките злосторства. Сето тоа започна со менување на денот на победата над фашизмот, 9 мај, кој е денеска ден на Европската Унија или ден на Обединета Европа. Истото тоа сака да се направи и овде во Република Македонија, односно ние сме сведоци дека оние кои биле на страната на фашизмот, а тоа биле и Албанија и Бугарија, денеска, за жал, иако обично велиме дека победниците ја пишуваат историјата, ние во нашиот случај, во случајот со Македонија, поразените, односно оние кои беа поразени, бидејќи се настоја на страната на фашизмот, сакаат да ја пишуваат или да ја ревидираат историјата. Јас сум исто така сметам дека има потреба од ревизија на историјата, меѓутоа ревизија на бугарската историја. И ќе бидам многу краток, затоа што Бугарија е втората македонска држава. Македонскиот народ е создавач на бугарската држава во втората половина на 19-тиот век, кога според Вестфалскиот принцип на создавање на држави и нации се создаваат и државите на Балканот и државите на Арапскиот полуостров, а ги создава Западна Европа, односно моќните сили од Западна Европа, за да ја одземе силата на Отоманската империја. Во тој момент, според принципот на Вестфалскиот договор, се исколчуваат териториите на државите и сите оние кои се наоѓаат на таа исколчена територија, односно во границите на така исколчената територија, сите тие стануваат припадници на една нација. Таа нација е бугарската нација и точно е дека е таа формирана на крајот на 19-тиот век. Меѓутоа, во тој момент, во Бугарија, во така исколчената територија, живеат македонци, живеат многу малку остатоци од тракиците, живеат остатоци од мизиците и живее еден многу мал дел од прабугарските племиња кои во 7-миот век хан Кубрат ги обединил и потоа хан Аспарух го создал првото бугарско царство на прабугарските племиња. Меѓутоа, многу мал е процентот останат од сите тие. Значи, основата на бугарската држава е македонскиот народ. Во тој момент, кога се создава таа држава, единствен жив јазик кој се говорил на таа територија е јазикот на македонците. И нормално при создавањето на таа држава, повторно ќе речем според вестфалските принципи, тој јазик, тој жив јазик кој единствен се говорил, станува официјален јазик на Република Бугарија. За да гледачите и слушателите ова го сватат подобро, јас ќе го кажам примерот со поранешна Југославија. Доколку поранешна Југославија обстанеше уште овие 30 години, ние знаеме дека на крајот на 80-тите години почна да се воведува југословенска националност. Значи можевте во графата националност да се запишете југословен. Ако останеше уште овие 30 години, досега ќе се создадеше југословенска нација. Меѓутоа, тоа немаше да биде југословенски народ, туку ќе беше вештачки создадена нација од македонскиот, српскиот, хрватскиот, црногорскиот, словенечкиот и така натаму народи кои ќе создаваат таа вештачка нација. И исто така, македонскиот народ во Бугарија ја создава или е доминантен дел во создавањето на бугарската нација. Ете, така треба да се изврши ревизија на бугарската историја. Португалија, на крајот од председавањето со Европската Унија, се солидаризира со Бугарија и преку државната секретарка за европски прашања Ана Паула Закаријаш ни ја испрати последната порака. Македонскиот јазик би дел од
бил дел од бугарскиот, а културата на двете земји била заедничка. Со што застана на страната на Бугарија, порачувајќи дека позицијата на Софија мора да се почитува, затоа на Бугарија мора да и се даде време да го реши спорот пред Македонија да добие датум. Ваш став, господине Ангеловски, за ова? На што се должи ваквиот однос на Лисабон? Знаете, во долг период Македонија имаше, додека беше Република Македонија, додека не дојде Зоран Заев и го изврши сето ова што го изврши со промената на името, со бришењето на идентитетот, Македонија имаше целосна поддршка во меѓународната заедница. Значи, многу од државите беа на страната на Македонија, на страната на вистината. Меѓутоа, за жал, откако имаме власт која само коленичи, откако имаме власт која едноставно се само понижува пред секој и секаде, откако имаме власт која е подготвена да продаде се што е македонска вредност, нормално дека и меѓународната заедница полека ја ги врти своите симпатии, ги оттргнува своите симпатии од Македонија и веќе како да е уморна од она што Заев го ветува, од она што Заев го работи и како да бара час поскоро да се стави крај на македонското прашање, а крајот на македонското прашање за жал би бил ист како и на почетокот на 20-тиот век, односно онака како што еднаш било затворено македонското прашање во Букурешт, за жал она што денес го слушаме од португалската министерка е многу блиску води кон затварање на македонското прашање по истиот урдек. Ако ние ја прифатиме тезата дека ние постоиме од 45-тата, дека македонскиот јазик не е во Бугарија веќе има еден термин, тие за македонскиот јазик говорат како за литературна норма. Значи, ниту како јазик не го представуваат, ниту како дел од бугарскиот јазик, туку зборуваат како за литературна норма. Тоа ќе рече дека тезите на Португалија, за жал, водат кон затварање на македонското прашање на оној најнепосакуваниот начин за македонскиот народ. Господине Ангеловски, во изјавата на државната секретарка за европски прашања на Португалија Ана Паула Закаријаш, има една многу интересна реченица, а таа е, цитирам, членките на Унијата мора да ја почитуваат бугарската позиција и дека тоа и го сториле. На што упатува и каква символика има оваа реченица? Ова повторно е една ситуација за која јас со години и години наназад зборувам, односно тоа се двојните стандарди на земјите членки на Европската Унија. Нивните двојни стандарди доведоа до многу проблематични решенија насекаде. И не само на Европската Унија, туку и на Соединетите Американски држави, нивните двојни стандарди ги создаваат проблемите во светот. И ваквото натамошно екзистирање на Европската Унија веќе полека како да станува бесмислено. Ваквиот однос на Европската Унија, земја членка на Европската Унија само затоа што успеала да се зачлени таму 2 години, 5 или 15 пред некоја друга земја, да и го дава правото да бара од незе промена на име, промена на идентитет, промена на јазик, непризнавање на постоење на еден народ, тоа веќе станува бесмислено. Европската Унија, за среќа, се повеќе се појавуваат луѓе, суверенисти, како што е Орбан, како што е власта во Полска, која донесе веќе јавно упатува барање Европа да стане сојуз на суверени држави, а не ваков бесмислен сојуз кој ќе им дава предност на некој во однос на некој друг. Тоа е во принцип она што таа реченица го карактеризира. Португалскиот документ, ја се просете ова прашање малку подолго ќе се задржам, со надеж дека вие во натамошните одговори ќе би побрзате. Португалскиот документ кој владата на Заев го криеше од македонската јавност како змија нозете, пред некој ден излезе во јавноста. Според документот, кој е поделен во 4 анекси, се предвидува Македонија и Бугарија да дадат униlaterални декларации поврзани со јазичниот спор. Бугарија да изјави дека македонскиот јазик не постоел пред 1944 година и дека јазикот во сите идни документи треба да биде сметан во согласно со Уставот на Македонија, а Македонија да изјави пак дека македонскиот јазик бил
кодифициран во 1945 година. Овие две последни унилатерални декларации треба да бидат дадени од Бугарија и Македонија на почетокот на првата меѓувладина конференција. Во документот стои дека со тоа не се нарушуваат црвените линии и се овозможува продолжување на евроинтегративниот процес. Вице-премиерот за интеграција господинот Никола Димитров, еден ден после изјавата на португалската министерка Закаријаш, повторно по кој знае кој пат ја излага македонската јавност, велејќи дека португалскиот предлог бил да остане македонскиот јазик таков каков што е, македонски јазик, и предвидува унилатерална изјава на Бугарија во однос на дивната позиција, а изјавата на Закаријаш ја нарече несретна изјава. На иста линија со Димитров е и министер за правда Борјан Маричич, кој вели дека со португалскиот предлог не се доведува во прашање македонскиот јазик. Маричич повтори дека македонскиот јазик и идентитет не се ставени на преговарачка маса и за нив не може да се преговара. Ваш коментар, господин Ангеловски, како ќе ги прокоментирате изјавите на Димитров и на Маричич, но и на целиот државен врв за португалскиот предлог за надминување на бугарското вето? Свесни ли се оние од владата на Заев за замката која ни ја прават, имајќи предвид дека Бугарија не бара далавки на јазикот, туку дека македонскиот јазик постоел од 1945 година, и дали, доколку помине португалскиот предлог, всушност ќе ни се укине и нацијата? Значи, еве ќе бидам многу краток. Ова сето повторно говори за целосната бесмисленост на европското екзистирање вака како што екзистира. Од друга страна, говори за целосната бесмисленост за нашите напори да станеме членка на Европската Унија. Значи, јас како нормален граѓанин на оваа држава, како човек кој сака да размислува со своја глава, едноставно сакам да побарам и ние сите да побараме замрзнување на барањето за прием на Република Македонија во Европската Унија, се додека не се променат нештата во однос кон Република Македонија, затоа што доколку се исполнат овие услови на Бугарија, тоа ќе значи целосно обезличување на македонскиот народ и ние мораме да бидеме свесни дека отстапките се една бескрајна спирала која нема крај. И доколку сега направиме уште две отстапки на патот кон зачленување во Европската Унија, ние ќе треба да направиме уште 5000 отстапки на барање на суседите. Ние мораме да бидеме свесни дека доколку Република Србија утре задутре стане членка на Европската Унија, стане членка пред нас, дека и таа после тоа ќе има уште редица и редица барања за отстапки, ќе има барање во врска со Македонската православна црква, значи повторно ќе се вратам на тоа дека сето ова ја води Република Македонија кон 1913-тата, значи кон целосно бришење на македонското постоење, на македонскиот јазик, на македонскиот народ, на македонската држава, и од тука ние треба итно да побараме замрзнување на барањето за влез во Европската Унија, додека не сме се обезличиле целосно, додека не сме го изгубиле целосно своето македонско постоење. Господине Ангеловски, од пред 2 дена, поточно на 1 јули, Португалија го предаде ротирачкото председателство со Европската Унија на Словенија. Очекувате ли Словенија како земја од нашиот регион да помогне да се најде решение за проблемот, или таа исто како и Португалија ќе застане на страната на Бугарија со изговор за да нема несогласување во Европската Унија? Па очигледно дека државите членки на Европската Унија поважно им е единството на Европската Унија и некакво заедништво кое би го прикажале, посебно кое би го прикажале во однос кон големите светски велесили, отколку што им е битно достоинството на еден народ и достоинството на една држава. Сакам да верувам дека Словенија како поблиска држава со која нели во еден дел 40 и повеќе години дури делевме заеднички вредности, делевме една заедничка држава и заедничка територија. Сакам да верувам дека ќе направи напор, ќе направи обид ова сето да најде некакво решение. Меѓутоа, не постои решение за можност Македонија да ги започне преговорите, доколку не ги прифати бугарските барања и доколку не ги направи тие отстапки кои се бараат од нас. Од тука едноставно Словенија е немоќна како председавач, затоа што, пак ќе речам,
очигледно дека ним заедништвото им е побитно да ја прикажат својата кохезија, отколку да застанат во одбрана на било чие достоинство. Председателот на Македонското собрание Талат Џафери пред 4 дена на Комитетот за надворешни работи во Брисел во рамки на самитот Европски парламент Западен Балкан се обрати на албански јазик. Имајќи во предвид дека македонскиот јазик и неговото кирилско писмо според уставот е службен јазик, како на целата територија во државата, така и во меѓународните односи. Дали господинот Талат Џафери го прекрши уставот со неговото обраќање на албански јазик наместо со македонски и дали сето ова не виличи на еден координиран обид за ставање во подредена позиција на македонскиот јазик како единствен јазик за службена комуникација во дипломатските и надворешни односи? Па не само што го прекрши уставот, зашто сме нели сите сведоци, туку правниците, оние кои се стручни, велат дури дека направил и кривично дело, зборувајќи на јазик на кој не смел да зборува, затоа што со тоа нели ја навредува државата, народот и навредливо во меѓународното представување на државата. Меѓутоа, држава која, како што рековме на почетокот, е нефункционална држава, држава во која правниот систем не функционира и држава во која, за да остане гарнитурата на власт, Зоран Заев и неговите од Социјалдемократскиот сојуз се подготвени да прогледаат низ прсти на сите кои работат против Република Македонија само за да ги задржат на власт. Ние сме сведоци дека доколку оваа држава, ако сака да функционира онака како што треба, и доколку Зоран Заев и владата побараат од Џафери дали да побараат импичмент, дали да побараат негово кривично гонење, ние сме сведоци дека утредента договорот со ДУИ за коалицирање ќе биде раскинат и владата на Зоран Заев ќе падне. Само заради тоа Талат Џафери може да си игра со македонското достоинство, Талат Џафери може да игра дури на бугарската карта. Повторно ќе речам, тоа јасно говори дека веќе се подготвени мршојаците околу Република Македонија, се подготвени да почнат да колваат од македонското ткиво, за кое сметаат дека е веќе мртво и за кое сметаат за жал дека ќе стане лесен плен за нивните големодржавни аспирации. Господине Ангеловски, поранешната пратеничка на ВМРО ДПМН Нола Исмаиловска Старова, која кон крајот на 2018 година беше исклучена од партијата заедно со уште 6 нејзини сопартијци кои гласаа за пристапување кон уставните измени што произлегоа од Преспанскиот договор, ја именува за национална координаторка за регионална соработка и европски интеграции. Ова ли е наградата која и била ветена за замена за нејзиниот глас за промена на уставот, а со тоа и промена на историското име Македонија, и зошто баш сега, неколку месеци пред локалните избори? Знаете, дури ми е непријатно да говорам за такви луѓе, за луѓе кои ја предадоа и ја продадоа државата. Очигледно дека е тоа награда за предавството, како што некој друг, да речеме, е награден со добивање на милионски тендери, како што некој трет е награден со тоа што нема да се водат кривични, нема да бидат поднесени кривични пријави за неговиот криминал. Значи сите тие осумнина кои учествуваа во предавството и во продажбата на македонските интереси се наградени, а зошто е тоа токму сега? Најверојатно е тоа обид во предизборието да се купи уште некој глас, да се купи уште малку вештачка поддршка за владата на Зоран Заев и едноставно повторно ќе ви речем, дури ми е непријатно да зборувам за таквите луѓе и мислам дека е доволно што го искоментирав. Повторно со локалните избори, што би се рекло, се веќе на прагот, за некаде околу 3 месеци. Овие од власта навреме посеиџа да си ги преземаат сите активности кои се разбира не се законски или поблагоречено, преку закон сакаат да се обезбедат најмалку 150.000 гласачи. Секако веќе можеби не сетувате за што говорам. Заев најави пред некој ден дека ќе донел закон за отпишување на каматите за долгови.
за премиерот ваквата мерка не била некоректна кон граѓаните кои редовно си ги подмируваат трошковите, туку солидарност кон најсиромашните, за кои да се подсетиме дека токму Заев и неговата влада се виновни, бидејќи тие се оние кои ги доведува до тоа дереже. Какво е вашето мислење, господин Ангеловски? Дали се сложувате со неговата теза или пак ова ви личи на предизборен маркетинг, господин Ангеловски? И како ќе се справите и ќе излезете накрај со овие манипуланти? Мислите ли дека ќе има фер избори? Знаете, ова не е прв пат Социјалдемократскиот сојуз, кога е на власт, да ги дискриминира оние граѓани кои се лојални и кои честно и достоинствено ги извршуваат своите обврски кон државата. Тоа ќе рече, не е прв пат да вршат подкуп со државни пари, да вршат подкуп на гласачи со ефтино купување на нивното достоинство. Ами, ако тој тврди дека ние имаме 150.000 исклучително сиромашни домаќинства во Република Македонија, тоа ќе рече дека тоа се 600-700.000 исклучително сиромашни граѓани. Тоа ќе рече дека е тоа 1/3 на исклучително сиромашни луѓе во Република Македонија, а вината за таквото осиромашување или целосна пауперизација на граѓаните на Република Македонија се наоѓа токму во Зоран Заев, во неговата влада и во неспособноста, негова лично, но и на неговите министри. Неспособност подкрепена со коруптивност, подкрепена со криминал, и кога сето тоа заедно ќе го соберете, го добивате резултатот кој го имате. Добивате 700.000 енормно сиромашни граѓани во Република Македонија, со кои тој, со чие достоинство планира да остане и понатаму на власт. Јас овде ќе ги парафразирам зборовите на Моша Пијаде, оние кои помладите не знаат, меѓутоа ние повозрастните се сеќаваме. Моша Пијаде беше еден од идеолозите на Комунистичката партија на Југославија. И тој на еден свој говор вели вака. Вели, нам, работници кои имаат плата и земјоделци кои имаат земја, не ни се интересни. Ние, вели, нив треба да ги направиме сиромашни, ние нив треба да ги направиме несреќни, затоа што само несреќниците се придружуваат кон Комунистичката партија и може да бидат наши членови. Ете, по таа логика, Зоран Заев со својата влада прави несреќници во Република Македонија, од македонските достоинствени граѓани успева да направи несреќни граѓани на Република Македонија, кои, нели, со ситен подкуп, со вреќа брашно. Го изгубивме господинот Ангеловски. Момент само, да видиме дали што се случува. Продолжете, господин Ангеловски, ме збунавте, не се исклучите некако? Не знам што се случи, очигледно технологијата е помоќна од нас. Или технологијата или нешто друго. Или нешто друго, така. Да. Значи, застанавме онде на парафразирањето на говорот на Моша Пијаде и она што и денешната власт, Социјалдемократскиот сојуз, кој самиот себе си се представува како наследник на Комунистичката партија, продолжува да го работи. Значи, Моша Пијаде рече, вели, ние мораме да создаваме несреќни луѓе, затоа што само несреќните луѓе може да бидат со нас и да бидат за нас. Таа и таква идеологија Зоран Заев многу успешно ја спроведува денес во дело. Тој веќе 4 години од достоинствените граѓани на Република Македонија создаде несреќници, создаде сиромаштија, за да тие несреќници потоа со сипни пари, со вреќа брашно, со шишиња масло или еве вака со отпис на камати на долговите, да успее да ги купи за своји лукративни интереси, односно за да остане, за да се задржи на власт. Господине Ангеловски, дипломатската елита се собра во Охрид на форумот наречен Западен Балкан, форум за преспански договор. Како ќе го изанализирате овој кворум, кој преовладуваше со пофалби, но и песимизам за европскиот сон на Македонија? И ако може побрзо, имаме уште едно прашање после тоа. Да, значи ова е само уште еден доказ
дека барањата за отстапки од македонска страна нема никогаш да престанат. Значи, без многу јасен беше, да речеме, поранешниот премиер Ципрас, која рече дека мора да се испочитува се. Значи, дека и по патот на, и доколку добиеме датумот за преговори, тоа ќе рече дека и по патот по кој ќе се движиме додека станеме членка, нам постојано ќе ни бидат поставувани сопки, односно ќе ни бидат поставувани нови и нови и нови барања. Од друга страна, вие видовте токму на тој форум, Едвард Джозеф, поранешниот член на меѓународната кризна група, ја критикуваше Европската унија затоа што извршила предавство на сопствените вредности, не давајќи и датум за отпочнување на преговорите на Република Македонија. А нему му реплицираше амбасадорот, холандскиот амбасадор во Република Македонија, велејќи дека Европската унија сега го чистела ѓубрето после комунизмот во Европа и дека таа и таква Европска унија со своите вредности многу ќе придонесела да го исчисти и Балканот и тој така наречен Западен Балкан да се најде во европското друштво. Меѓутоа би било многу добро тие луѓе најпрво да го исчистат своето колонијално минато, она што го работеле како колонизатори на цела Азија, на цела Африка, да си го исчистат своето минато, а потоа да ги чистат туѓите дворови. Нека го исчистат најпрво својот. И уште едно прашање, кое што верувам дека ќе биде последно, ако Бети нема повеќе. Како ќе ја прокоментирате најавата на лидерот на ВМРО-ДПМН, доктор Христијан Мицковски, за намерата да поднесе резолуција во собранието со дефинирани македонски позиции, како и намерата да побараат национален и општествен, но и државен консензус? Значи, на Република Македонија не денес, туку од пред 30 години беше потребно една резолуција, една декларација или како сакате наречете ја, која ќе биде национална стратегија за однос на државата кон соседите и кон она што значи нејзино интегрирање понатамошно во сите можни интегративни процеси. Она што Мицковски го навестува, тоа е исклучително добро, меѓутоа јас искрено не верувам дека Социјалдемократскиот сојуз ниту пак ДУИ ќе се согласат на донесување на една таква резолуција, декларација или како сакате крстете го, затоа што едноставно тие не смеат тоа да го сторат, бидејќи се притиснати од меѓународната заедница да ги дозавршат започнатите процеси на разнебитување на државава. Од тука сметам дека тоа ќе остане повторно една резолуција или една декларација без никакво значење. Инаку на Република Македонија е потребна национална стратегија, ние не можеме со така наречената шарм дипломатија на Димитров и Назаев, со вадењето вратоврски и со подапакнувањето пенкала, да се спротивставиме на национални стратегии градени веќе век и половина од страна на нашите соседи. Ние имаме век и половина национални стратегии на Сан-Стефанска Бугарија, на Мегали идејата на Грција и на Призренската лига. Тоа се национални стратегии во однос на македонското прашање и ние час поскоро, доколку сакаме да ја сочуваме држава, доколку сакаме да го сочуваме постоењето на македонскиот народ, имаме потреба од национална стратегија која ќе биде во некои 4, 5 или 6 точки и ништо повеќе, зад која ќе застанат сите во оваа држава, а ние потоа можеме да се разликуваме и да се бориме за намалување на данокот, за зголемување на ова, за не знам што, меѓутоа 5 или 6 национални интереси, точки, ние мораме да ги ставиме во таа национална стратегија. Господин Ангеловски, завршуваме тука, меѓутоа останете се уште со нас за минута и две, само да се подсетиме во прилог на ова што рековте вие на 10 април кога го имавме разговорот со вас. Се обидовме со Бети да ставиме во 2 минути поважното, па верувам дека ова ќе биде во прилог на тоа. Ево, ова да слушаме. Македонија одамна не е суверена и самостојна и независна држава. Македонија не е тоа од 27 април 2017-та, кога се формира влада де факто, тоа ќе рече влада која е надвор од правниот поредок, од уставниот поредок на државата, влада која е нелегитимна и незаконска,
и која влада потоа подпиша договор со Атина, според кој договор Република Македонија се најде во ситуација на гарантна окупација. Тоа значи дека Република Грција има право да се меша во внатрешните работи на Република Македонија се до исполнувањето на последната запирка од договорот подпишан во Преспа. За жал тоа истото се случува, гледаме дека тоа истото се случува и во однос на Софија, но и во однос на Тирана. Значи и Република Бугарија си го дава правото да се вмеша во внатрешните работи на Република Македонија се до исполнување на сите точки од договорот за добрососедство, а Тирана си го дава правото да се меша преку политичките партии на македонските албанци во внатрешните работи на Република Македонија се до исполнување на точките од Тиранската платформа. А овде морам да бидам сега многу резолутен дека сите одлуки, се што е донесено и направено во време на окупација е неважечко. И од тука ние мораме најпрво да изведеме револуција во умот, а потоа да ја започнеме и револуцијата на улиците, за да ја урнеме оваа власт и потоа, ако даде Господ, ако имаме сила и ако имаме знаење, моќ и трпение, да ги поништиме сите одлуки кои беа донесени од оваа влада во време на владењето на Зоран Заев. Тоа ќе рече дека ние македонците имаме обврска пак ќе повторам, да ја направиме најпрво таа револуција внатре во сопствените умови, за да го сватиме сето ова и дефинитивно да ја урнеме таа и таква незаконска, нелегитимна и противуставна власт. Убаво кажано. Ви благодариме, господине Ангеловски, што бевте дел од македонски корени на овој убав празничен ден. Останете ни во добро здравје, пријатно до слушање и скоро довидување со вас. Ве подсетивме на она, константно останавте на она се што го заборавте. Ви благодарам за можноста што ми ја дадовте повторно да се обратам пред нашите македонци. Се надевам дека ќе го победиме песимизмот и дека конечно ќе сочуваме и Македонија, македонското постоење, македонскиот народ и нината на нашите деца. Дај Боже. Пријатно и довидување во скора иднина. Пријатно. Пријатно.